Почитувани, продолжуваме со разговорниот дел од Студио 10. Наш прв гостин е господинот Стојанче Ангелов, сега веќе вршител на должност, директор на Дирекцијата за заштита и спасување. Стојанче, благодарам што прифативте поканата и сте дел од ова издание на Студио 10. Добро утро, благодарам за можност да гостувам. Така, вршител на должност, јас да не погрешив пак да се коригирам, сепак е со ВД. ВД, вршител на должност, директор на Дирекцијата за заштита и спасување. Оглас за директор не е распишан. На еден начин, јас влетав во дирекцијата по барање на премиерот поради, би рекол, вонредната состојба која што владееше таму, затоа што директорот пред мене заврши во притвор. Сега е во куќен притвор. Дирекцијата и онака беше во една многу лоша состојба, но со неговото одење во притвор состојбата дополнително се влоши и требаше брзо да се реагира. Така, а веќе и летните температурите веќе се покачија, летото е пред нас, веќе завлегуваме во летото, кога и знаеме дека се појавуваат тие пожари од година на година, земаат се поголема масовност и треба брза реакција, се разбира. Глобалното затоплување и се тоа го сигурно прави си своето, своето. така, да. Времето веќе и тешко да се предвиди, дождовите направија вегетацијата да биде исклучително бујна. Имаме многу висока трева, многу бујни грмушки за кратко време, односно и сами вие рековте дека температурите веќе одат над 30 степен, вегетацијата ќе се исуши, така што крајот на јуни, почетокот на јули ќе имаме многу сува трева, многу сува вегетација, лесно запалив и лесно горлив материјал. Дури само запалливи, нели, пожари има, тоа барем го кажуваат и овие климатолози што пред се човечки фактор, затоа ја користам оваа прилика. Добро кај нас можеби да овде да апелирам до сите граѓани да бидат исклучително внимателни, бидејќи понекогаш граѓаните ненамерно, не сакајќи од небрежност предизвикуваат пожар. Секое палење на оган во природа, фрлање на отпушок од цигара, неизгаснат, секоја искра може да предизвика сериозни последици, а можеби и да убие некого и тоа километри понатаму, затоа што не можеме однапред да предвидиме дали и како ќе се развива пожарот, во која насока ќе се движи и кога ќе успееме да го изгаснеме. Многу пожари започнаа, би рекол, во наводници наивно. Имаме повеќе пожари кои што настанаа покрај магистралните, регионалните автопатиштата, затоа што при фрлање на отпушок од цигара од возило во текот на жешките месеци, кога вегетацијата е сува, имаме големи шанси да настане пожар. Пожар кој што оние кои што го предизвикале не го посакувале. Палењето скара на несоодветни места во природа. Исто така е голем ризик фактор, но и сите други работење со алат кои искри. Минатата година детектиравме еден причинител на пожари кој што беше релативно непозната, тоа се едни гасни уреди за плашење на птици, кои што ги користат земјоделците да ги избракат птиците од нивните посеви, од лозијата, од овошките кои што ги имат, за да не предизвикаат штета на нивниот плод. Но имавме неколку случаи кога тие гасни уреди доаѓаше до мала експлозија, мала, но доволна да предизвика пожар. Така. Се разбира, страништата не треба да ги ние да сме повторуваме. многу побудни и треба апсолутно да сме далеку подисциплинирани. Кога беше вашето назначување, тогаш владата ја реферува информацијата дека ќе се донесе една одлука, ако веќе не е донесена, за ограничено движење во шумите и во планините со дозвола за оној што сака да се движи. Дали оваа тема е разработена како информација и дали е стрикна, дали е конечна? Национални шуми е иницијатор на забраната за движење, додека Министерството за земјоделство ја изрекува забраната за движење во шуми, но генерално од моето 4 годишно искуство, односно 4 лета во пожари, ние безмалку и да немаме пожари кои што започнале во шумите, во планините, затоа што планинарите се, би рекол, најголеми пријатели на шумите. Планинарите се исклучително внимателни, тие знаат како да не предизвикаат пожар, не го остават ниту ѓубрето, но и наши очи и уши во планините, бидејќи ако забележат пожар, тие се тие кои што први ќе пријават и ќе ја имаме така наречената рана детекција за да можеме брзо да действуваме. За жал, како што веќе набројав, поголемиот дел од пожарите започнуваат во населени или блиску до населени места. Може да биде тоа град, може да биде некое помало село, но и многу напуштени села или во условно да ги наречам викенд населби, бидејќи имаме многу села во кои што во текот на годината не живеат луѓе, а куќите, старите куќи, граѓаните си ги подобновиле, ги придотерале
и ги користат како викендици во кои што престојат повремено. Вегетацијата околу овие викендици доаѓа буквално до вратата, тоа може со своји очи да го видам, и ја користам оваа прилика да ги потсетам граѓаните кои што имаат викендици дека треба нивниот двор да биде искосен со трева, од трева, уште подобро со еден мотокултиватор, а може и со мала гимнастика, со едно мотиче, да направат мек појас, значи да нема травнат појас околу викендицата или куќата од неколку метра, во зависност од тоа дали има високи дрвја и кога би горело дрво, кога би паднало да не дојде до керамидите или до ѕидот на викендицата, до вратата каде што може да предизвика пожар. Да се направи значи појас како што практично се прави во шумите за време на пожари, нели, за да се спречи секој треба да го чува својот имот превентивно, така и намкини олесни, бидејќи потоа ние можеме да слушнеме во медиумите информации кои што во суштина ги давав јас како директор на ЦУК за изгорени објекти. Најголемиот дел од тие објекти се стари и напуштени куќи, но за собствениците можеби имаат вредност, емотивна вредност. Можеби нема некоја голема материјална вредност. Дел од нив се, како што реков, подобновени, можеби не се раскошни, но за луѓето кои што ги имат служат како место за одмор. За да ги заштитат, најдобро околу нив да направат мек појас, да изорат, може со трактор, мотокултиватор, да раскопат, да искосат тревата, за доколку пожарот дојде од шумата, од полето во близина на викендиците на куќите, да не може да ги зафати самите куќи викендици. Бидејќи, ќе повторам, повеќе куќи, стари, напуштени, полузапуштени, беа зафатени од пламените јазици минатото лето и претходните лета. Така. Ангелов, ајде да одиме на она организација што ќе се случува или на, како да кажеме, фузирање, може би стар термин од некој минато време, меѓутоа на ЦУК и на Дирекцијата за заштита и спасување. Дали ЦУК ќе остане како ЦУК или едноставно едната со другата ќе се прелеат и ќе прерасне тоа во еден модерен центар за интервенција или за санирање на безбедносни ситуации од овој аспект, претежно од пожари, од поплави и од други непосакувани ситуации, не дај Боже како што имавме случајот со Кочани. Намерата на владата е кристално јасна, премиерот во повеќе наврати има кажано, исто така и вице-премиерот Љупчо Димовски, министерот за внатрешни работи, па и министерот за одбрана, дека треба да дојде до спојување на ЦУК и ДЗС. Тоа и мој став веќе со години наназад, но кога зборуваме за спојување, ние не зборуваме за механичко спојување и од две недоволно функционални институции да направиме една супер нефункционална институција. Мојата замисла како човек кој што непосредно работи на овој процес, веќе 5 години вие бевте нели претходно. Има фупат во системот пред неколку години, има фупат од еден професор, веќе гротескно е да го повторувам и да го кажувам, но има фупат со еден, да речам, со една стратегија апсолутно неприфатлива за мене, неприфатлива и несоодветна на условите во нашата држава. Овој пат планот, намерата е да се создаде нова институција која што ќе ги обедини функциите на двете постоечки, ЦУК и ДЗС. За вашите гледачи да може да ги разграничат институциите, генерално кажано, Центарот за управување со кризи при прогласена кризна состојба управува со сите државни ресурси. Тоа значи, ако имаме големи пожари, главниот штаб кој што се активира при Центарот за управување со кризи, координира со сите воздухоплови, хеликоптерите на полицијата, армијата, ер-тракторите на Дирекцијата за заштита и спасување, меѓународната помош доколку ја има во воздухоплови, значи странски авиони и хеликоптери, може да побара помош во тешка механизација или да нареди употреба на механизација, затоа што Законот за управување со кризи тоа го дозволува, и од приватни фирми се разбира за соодветен надомест, затоа што понекогаш некои пожари поуспешно се гаснат со булдозери отколку со хеликоптери. Значи, координација на сите државни сили и ресурси. Се разбира, покрај ова Центарот има и многу други функции. Тој е носител на отпорноста на државата, што директно ја диктира Брисел, односно НАТО, бидејќи е НАТО оврска како земја членка во НАТО. Точно, да. Ние го имаме МАКФИС како програм кој што предвидува опасност од пожари, односно сателитско следење на сувоста на вегетацијата, заедно со раководителот на секторот за аналитика Стефко Стефановски бевме во Јапонија пред неколку недели, каде што меѓу другото успеавме да договориме бесплатно добивање на дополнителни сателитски податоци,
кои што ќе помогнат во раната детекција на пожарите и генерално во предвидувањето, затоа што ја следиме сувоста на вегетацијата. Дали тоа ќе биде применливо од ова лето? Сега применливо беше и минатото и предминатото лето. Макфисот е извореден не програм. Не спорувам за ова јапонска помош. Па мислам дека ќе стигнеме, бидејќи и ние бевме изненадени дека лесно прифатија, затоа што Јапонија, односно Јапонската агенција за меѓународна соработка од Македонија се прошири и во Косово, Албанија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Почнувајќи од Македонија, на еден начин базата е во Македонија и Јапонската агенција е исклучително задоволна затоа што и последните 4,5 години додека бев директор на ЦУК и дадо ветер во едра, односно се што беше побарано возможив. Јас сум исклучително задоволен од соработката со JICA, Јапонската агенција за меѓународна соработка. Во тек се неколку проекти, тие вложија досега околу 1 милион евра во државата, во Македонија. Кај Радовиш на Плачковица, кај едно од плачковичките села, посадена е поголема површина со млади фиданки на еден специфичен начин. Уредено е коритото на една, би ја нарекол суводолница, но кога има порујни дождови, предизвикува поплави во Радовиш, исто кај браната Лисец, имаме садење на вакви дрвца, но и неколку други работи. 2 теренски возила се донирани, односно мислам дека се 3, 2 се во Центарот за управување со кризи, така што соработката со Јапонија е исклучително важна, но направив мала дигресија. Так. Центарот извршува и многу други значајни работи кои што сега ќе ги скокнам. Дирекцијата за заштита и спасување го има командувањето со силите за заштита и спасување. Генерално републичките сили за заштита и спасување се составени од професионалните пожарникари од поголемите градови на регионален пристап, но имам и ангажман на така наречените тимови за брз одговор на дирекцијата, кои што во суштина се составени од пожарникари доброволци. Имаме Тоа сакам да кажам, дали планирате сега да ги интегрирате на некој начин и овие доброволци или сето, да, тие сите здруженија кои што постојат на терен и се од помош, така. Поумешен начин, затоа што сега ние имаме, би рекол, недоволно функционални тимови. Бидејќи во сите тимови имаме по неколку извонредни пожарникари доброволци, кои што имат и обука и соодветна униформа и искуство во гасење на шумски пожари, пожари на отворено, но имаме и по неколку доброволци кои што го немат соодветното ниво или соодветната униформа, бидејќи за некој да гаси пожар, минимумот кој што треба да го исполнува да има огнеотпорна униформа. Не смееме да дозволиме некој да гаси пожар во памучна униформа која што ќе се запали од една обична грмушка. Но наредниот сегмент кој што го има дирекцијата се значи силите и командувањето со силите. Имаме ли доволен број на луѓе? Работиме на тоа. Видете, јас сега ќе ви кажам да, кај мене на маса се да подпишам еден куп тимови за брз одговор, но тие не се реални. Така беше минатите години, јас тоа нема да го дозволам. За ефективни, така за ефективни тимови за луѓе обучени. Кажеме дека имаме, што треба да се има, обучат, но овој пат мојата замисла е малку поинаква и се обидувам во склоп новија тимови да оформам една, би ја нарекол условно специјална единица или пожарникари кои што би имале повисоко ниво. За почеток би имале повисока физичка подготвеност, би биле помлади и би поминале соодветни тестови, како што се страф од оган, страф од вода, страф од височина, страф од клаустрофобија. Ако се најдат во тесен простор каде што гори, да не ги фати паника. Ако треба, бидејќи таа би била мултифункционална единица, која што би гасела пожари, но ако треба да се спаси некој од планина, би спасували луѓе од планина. На еден начин, мојата намера е да ги растеретеме специјалните полициски па и армиски единици кои што сега мораме да ги користиме, бидејќи и преку центарот и на други начини кога некој ќе настарда во планина, претежно ги користиме тигрите кои што имаат изворедна обука и изворедни специјалци, но и нивниот број е лимитиран и тие се многу скап производ. Создавањето на еден врвно обучен специјалец државата е чини милионски суми, тоа граѓаните не го знаат, не го гледаат. И сега еден таков специјалец да го користиме во планина каде што може и самиот да биде повреден, а потоа може би има некоја сериозна антитерористичка задача каде што треба да е во топ форма, навистина се скап производ и можеме ние да создадеме луѓе кои што тоа ќе биде прва намена, бидејќи специјалците имат полициските една намена, армиските специјалци имат друга намена. Значи, нашата идеја е новата институција да врши координација на сите државни ресурси во случај на кризна состојба, но и тоа да го уредиме малку поинаку за да штедиме на време.
бидејќи сега механизмите бараат малку време, треба да состане групата за проценка на ризици и опасности, потоа управувачки комитет, па седница на влада и дури тога се прогласува кризна состојба, а дури потоа врховниот командант на армијата, во случајот претседателката Гордана Сијановска-Давкова, може да нареди употреба на армијата како поддршка на полицијата или пожарникарите. Сме го гледале тој во изминатиот период. Сега да можам да се пофалам дека минатото лето, кога почна големиот пожар на Серта, ова беше направено за рекордно време. Мене пожарот ме затекна на одмор во Грција. Онлайн седница на групата за процена, квалитетна седница со полни информации. Премиерот и клучните министри беа во Вашингтон на самитот на НАТО. Таму го одржа управувачкиот комитет. Потоа владата онлайн прогласи кризна состојба, веќе наредното утро имавме на располагање доволен број на војници, но сега ќе кажам, војниците имаат друга задача. Војниците не се пожарникари. Тие може да се изворедни стрелци, да знаат да совладат простор. Некој од нив знае да возе, можеби тенк, оклопно возило, друг тип на воено возило, но не се пожарникари. Затоа целта на оваа единица, која што сакам да формираме, пред се да бидат пожарникари на едно повисоко ниво, бидејќи овие нашите тимови би ги нарекол нешто се во ранг на резервисти, затоа што луѓето не се во постојан работен однос и ги ангажираме само ако има пожар на територијата на која што тие живеат и действуваат. Тоа може да бидат неколку дена во годината. Понекогаш ги користиме и на други места, но и тука имаме одредени дискутабилни работи, бидејќи законот е недоволно прецизен, но ќе одземе многу време ако објаснувам. Додека професионалните пожарникари ги сметам на ниво на професионалните полицајци. Тие се одлични, но меѓу нив има изворедни поединци и малку послаби поединци. Но тимот е силен онолку колку што е силен најслабиот поединец, кој што мора да го почекат. Целта е во новата единица да биде на ранг на она што е специјалната единица во полицијата или во армијата, ова единица да биде во противпожарното дејство и да се користи само оному каде што тоа е најтешко, бидејќи јас сум генерално презадоволен од работата на професионалните пожарникари, но знаеме дека нивниот број е недоволен. Еден добар дел од општините кубурат со пожарникари, има малку пожарникари. Проблемот е најизразен во градот Скопје, каде што пожарникарите летно време, ќе кажам, во наводници се убиваат од работа. Тие по цел ден гасат пожари. Не може да отидат на одмор, не може да земат слободен ден. Многу често се случува да се надишат чад, отровен чад. Температурата летно време така е повеќе од 40 степени, но на местото на пожар знае да биде драстично повисока, 50-60 степени, зависи каде се наоѓа, така што во моите очи сите пожарникари се херои, но треба да се направи една единица која што ќе ги помага оному каде што е најтешко. Так. Ова се контурите на новата институција, но таа ќе ги покрива и останатите, значи активирањето на НАТО механизмот, за цивилна заштита, го им е во надлежност на ЦУК, додека активирањето на механизмот за цивилна заштита на Европската унија е во рамките на Дирекцијата за заштита и спасување. ЦУК има човек во Брисел, кој што е представник на ЦУК во полето на отпорноста, на резилијансот, кој што е исклучително значајна функција на Центарот за управување со кризи. И сега, можеби некои од секторите ќе ми замерат, имаме и други обврски и функции кои што ги извршуваме како ЦУК и ДЗС, но во едно вакво кратко интервју тоа не може да го обмислам. Дали сега ќе има еден офицер за врска, да речеме, со НАТО и со Европската унија, некако сега поделени, да има и ДЗС и ЦУК? Тоа е поентата. Сите информации да се слеват во една институција, да може во една еден раководител, кај еден директор. Така ќе бидеме многу пооперативни, бидејќи сега постои една дилема, таа постои од секогаш, не сега, каде завршува координацијата, а започнува командувањето. Што доколку главниот штаб побара одреден хеликоптер, дотиде на некое место и тој каже не сакаме, не можеме. Значи, ние немаме ефективна команда на туѓите ресурси. Нормално така ќе биде и во иднина. Не може никоја институција да командува со воените летали или со полициските, но начинот на кој што тие ќе бидат активирани може да биде побрз и подобар. Постои политичка волја кај клучните министри, бидејќи да... Ке ме прекинам за кратко, кога велите кој командува, може нели таа единица да рече не можеме да летаме или било како. Колку пати досега во овие 5 години колку што бевте на врвот на ЦУК, се најдовте во ситуација да страда работата или активностите на теренот баш поради тоа? Минатото лето имав една непријатна ситуација, кога за малку садови големи цистерни со плинка и велевски летнеа во воздух.
поради, да речам, успорување на една од активностите, затоа што кога се носат одлуки на главниот штаб, кој што го предводев јас како директор на ЦУК, вие понекогаш немате време, односно немате доволно време или немате комотна позиција да носите одлуки. Одлуките треба да ги донесете брзо. Може би некој пат ќе утврдите дека одлуката не била најдобра, можело да се одлучи поинаку. Но во тој момент вие одлучувате врз основ на информациите кои што ги имате. Во главниот штаб има изворедни луѓе. Од ЦУК Горан Стојановски, кој што е раководител на сектор, веќе изворедно има напредувано и си ја знае својата работа. Зборам за еден човек кој што ако биде тргнат или ако земе боледување или ако се разболи, е тешко замилив, бидејќи кубуриме со луѓе. Нему му помагаа само две лица кои што го имаа потребното ниво и вклучивме трето лице, еден исто така раководител на Лене Петре, кој што исто изворедно квалитетен. Значи сакам ги персонализирам за да гледачите сватат дека тие се малку луѓе, а додека во штабот имаме представници, имавме и од дирекцијата за заштита и спасување, и од армијата, и од полицијата, постојано имавме најмалку еден пилот, бидејќи пилотите подобро од нас знаат дали и кога се исплати и е неопходна употребата на воздухоплови и на кој начин. Затоа што тие непосредно гасат и имат повеќе искуство од сите нас заедно. Затоа и апелирам до граѓаните, ако некоја наша постапка можеби и се чини нелогична, или тие знаат подобро, нека сепак покажат почит кон професионалците во тој штаб, бидејќи освен јас како именуван, сите останати се вработени, одлични, образовани, искусни професионалци, кои што ги носат одлуките. Но на крај јас сум тој кој што подпишува, јас сум тој кој што носи целата одговорност за главниот штаб за управување со кризи, а сега и во дирекцијата имаме главен штаб. Па видете, во дирекцијата има главен штаб за заштита и спасување. Тука е тој дуализам. Еден штаб и ќе координира и ќе командува. Ќе координираме со армиските и полициските летала, бидејќи со нив ние не можеме да командуваме. Се разбира се командуваат нивните старешини, но ние бараме да отидат во кризна состојба на одредено место. И тука не сме имале проблеми, додека командувањето е со републичките сили за заштита и спасување и со тракторите на дирекцијата, кои што се под директна надлежност на дирекцијата и би останале под директна надлежност на новата институција. Господин Ангелов, минатата година знаеме дека ангажиравте и двајца пилоти кои веќе ги споменавте, кои што веќе беа пензионирани. Како стои на Македонија во меѓувреме на овој план со пилоти и со кондицијата на овие летала што се за гасење на пожари? Никако. Истите двајца пилоти вчера се видов со стоја, имавме една, би рекол, конструктивна конверзација, еден разговор, бараме начин повторно да ги ангажираме, се разбира за соодветна награда, за соодветна плата, затоа што летањето на амфибиски едносет трактор е исклучително опасен и ризичен потфат. Тракторот, оние кои што ние ги имаме, трите трактори се со еден пилот. Во некоја, не дај Боже, ситуација, ако на пилотот му се слоши, ако не е добро, може да дојде до несакан развој на станите. Кога имате двајца пилоти, друго е кога имате два ума, два пара очи, два пара уши. Во хеликоптерите посадите се најмалку двајца, но генерално се тројца или четворица, затоа што имаме двајца пилоти, еден инженер или техничар на лет во зависност од хеликоптерот и четврт човек кај ведрото, кој што е буквално над ведрото и командува со ведрото кога да го отвори, дали целосно, бидејќи ведрото може да биде контролирано, да испушти третина од водата, половина, целата вода и така натака. Така што тракторите се исклучително комплицирани за управување, тешки за управување, не се аеродинамични, затоа што имат пловци на долниот дел, тракалата се наоѓаат на пловците и слетувањето исто така со нив и полетувањето не е едноставно и полнат вода во лет, односно во движење од поголемите езера, како што се Тиквешко, Дојранско, Преспанско, Охридско, мислам можат и од Мантово, Калиманци, но само доколку има вода, и тоа е еден ризичен потек. Мала грешка може да биде кобна, бидејќи тие клизат по водата. Ние како држава тоа го респектираме, како влада се разбира дека треба да покажеме и покажуваме почит кон овие луѓе. Од друга страна, дали постои интерес од нивна страна за повторен ангажман, Ангелов, или се уште... Да, тие, иако се веќе возрастни, би рекол, нели годините не се кажат, но се пензионери, но воздухопловните правила дозволуваат се уште да летаат со вакви авиони, се разбира дека може да помогнат на трговината барем ова лето,
а јас забрзано работам на наоѓање начини за едукација и обука на нови пилоти, колку може помлади. Има интерес за тој дел? За Како ги сегашната наоѓате плата, тие не, јас веќе постигнав договор со премиерот, ние веќе се надевам дека на седница на влада набрзо ќе помине еден предлог за зголемување на платите на целиот летачки персонал, не само на пилотите, бидејќи пилотите не може да летаат ако нема кој да ги служи на земја, затоа што тие авиони мора да бидат сервисирани. На земја не имаме механичари, имаме електричари, авиоелектричари, така и како контрола на летање, персонал. Не, контролата е една кој што постои, но има специфики. Јас се трудам да не оптоварам емисијата, бидејќи мислам дека и вака веќе доста време помина. Како и да е, летањето, користењето на ертракторите е многу специфично. Во странство платите се драстично повисоки, многу наши пилоти и од армите, од полицијата побегнаа во Визер или во други авиокомпании каде што земат повеќекратно повисоки плати. Еве овде за кој износ станува збор? Колку може да се дозволи или не би сега да кажувате добро? Би било неблагородно кон пилотите, но би кажал дека пилотите, односно едниот професионално вработен пилот, кој што е мој драг пријател, со кој што заедно летавме на Едрилица пред 100 години, односно некаде 90-та година. Јас бев порано пилот на Едрилица, но многу одамна, имам и самостојни летови и лично го познавам. Зема плата која што е најмалку двојно помала од платите на пилотите во хеликоптерскиот сектор или оделение во полицијата или вингот во армијата. Така, доволно кажавте ве. Со ова, Ангелов, што правиме со ертракторите? Рековте во никаква состојба се, дали им треба сервисирање, дали се сервисираат? Едниот ертрактор дали ќе ги имаме ве пред сезоната на пожари, условно речено, во за нивниот сервис, трошоците за нивниот сервис се повисоки. Таква состојба затекнав склучени договори, но владата секако дека ќе обезбеди средства за тие благовремено да бидат вратени, бидејќи во овој момент два се сервисираат. Верувам дека благовремено ќе бидат сервисирани и сум оптимист дека пред почетокот на сезоната на пожари, која што јас од моето досегашно искуство не очекувам пред 10 јули, иако вообичаено големите пожари започнуваа пред или околу Иленден. Така. И оваа година на 28 јули, кога всушност има еден верски празник. 28 август е верскиот празник Богородица. Јули, не Богородица. За јули, не знам, да. Огнена Марија. Така. Па не случајно народниот мудрец го така крстил тој празник. Значи имавме 66 пожари на отворен простор во еден ден. Знаете, некои се мали, некои знаат да ме обвинат или да ми искритикуваат дека ние како ЦУК сме ги пријавувале малите пожари, кои што зафаќаат површина, еве вака сликовито, колку едно фудбалско игралиште. Но ја морам да укажам дека големите пожари на почетокот биле многу мали пожари. Биле пожари помали од ова биро на кое што ние седеме. Сите пожари започнуваат на мала површина, освен намерно предизвикани на повеќе точки, бидејќи имаме и такви случаи, кога на повеќе места имаме одеднаш палење. Но генерално, безмалку сите пожари започнуваат така, 1 метар квадратен. Ако ние немаме агресивна реакција, брз и силен одговор веднаш по појавата на пожарот, потоа ресурсите кои што треба да ги употребиме ќе бидат значително поголеми и го користев моето влијание максимално за брз почетен напад на пожарите. Тоа ќе биде и тактиката за ова лето, со тоа што сега ќе имаме командна улога, барем со силите на дирекцијата. Брзиот одговор, брзото гаснење на пожарите е исклучително значајно. Потоа кога ќе се расшират, ќе треба и меѓународна помош, нешто што не го спомнав, но ако состојбата излезе од контрола, ако дојдеме до таква ситуација, тоа е возможно, бидејќи активирање на оние механизми со НАТО и со ЕУ, да. Не само во Македонија, во Грција, во Турција, секоја година бараат меѓународна помош. Ние во никој случај не можеме да се споредиме со Грција и Турција. А понекогаш имаме пожари кои што по обим и динамика се слични на нивните. Тие имат многу повеќе воздухоплови и повторно не можат да се справат. Така што во некоја крајно тешка ситуација на располагање ни стоат двата механизми на Европската унија и на НАТО, преку кои што можеме да добиеме меѓународна помош во летала, по потреба и во пожарникари.
Така, веќе светот оди напред и сега се оди на варијанта, се развиваат системи за гасење на пожари со дронови. Дронот го носи цревото, па не мора нити екипи на терен, нити ништо, цревото со вода практично, но ние сме, претпоставувам, далеко од тоа. Не знам во Јапонија како стоят на тој план и дали нешто се спомена. Во Јапонија се отидени многу подалеку. Јас оно што го видов во Јапонија, не дека не беше очекувано за мене, но навистина тие се пред времето. Она една фотографија која што предизвика, би рекол, бура реакции во јавноста и некоја злоупотребија за намерно да предизвикат негативни реакции со еден монах во еден од нивните познати манастири. До самите манастири имаат донесено вода. Имаат направено, би рекол, водни топови во случај да дојде до палење на манастирот, само го вртат водниот топ од вртовот еден вентил и почнува да прскат со вода. И гасат за минута последниот пожар, иако бил пред 400 или 450 години. Но она што го видов во Јапонија, дел од тоа може да се примени овде. Особено во делот на спречување на поројни поплави, кои што кај нас се малку подценети, но оние бујци кои што се создаваат при поројни дождови кај нас се исклучително опасни. И да придонесат нели за свлечишта. Бидејќи имаме суводолеци и проблемот со свлечиштата кај нив е исклучително изразен затоа што во суштина Јапонија е крајбрежна држава. Населените места се безмалку сите големите градови се сите покрај океанот, покрај морињата. Тие имаат цунами, имаат торнада, имаат земјотреси постојано, имаат специјална обука, сите мора да поминат обука за земјотреси. Не носеа во еден, да го речем, полигон или објект за обука, каде што имаше срушени столови, искршени возила, затемнето, со крици пуштено внатре, како реална ситуација при земјотрес, да ја почувствувате атмосферата. Имаат специјални столици на кои што седете и ве дрмат да почувствувате како изгледа земјотрес, за ако некој биде затекнат да знае правилно да реагира. Сите пред излезната врата имаат торбица во секој семејство која што ја грабат и бегат. Така што некои од тие работи можеме да ги примениме кај нас, но има една црта кај дел од нашите граѓани, особено кај некои злонамерници, тоа е сеирџиството. Кога ја би сакал да применам нешто таму, ќе биде фатено на сеир и ќе пропадне. И сега треба да најдеме еден разумен начин секогаш ќе има граѓани што ќе го поддржат тоа, нема што сеирџиство за превенција да се заштити нели човечки живот. Јас сум сигурен дека благодарение на проектот Пријави опасност кој што беше во рамките на ЦУК, а сега ќе го продолжиме и во ДЗС, спасува животи. Ние знаете колку пати сме пријавиле за опасности и престанавме јавно да ги објавуваме за да во јавноста не предизвикаме презаситеност. Колку криви бандери, сега некој ќе се насмее крива бандера, па ако падне бандера врз возило во движење, ќе убие човек, а може да го утепа струја. Тоа, да. Значи отворени шахти. Дали ако се движите спроти Скопјанка во еден од најфреквентните тротоари во градот, ме утепа од исмејување. А зошто излегов таму и сними видео изјава? Затоа што неколку дена, иако реагиравме до сите институции, никој не презема ништо. Но тоа не треба да ве одвраќа од вашата намера да бидеш да се спасат што едни на други, на крај заклучија дека заедницата на станари требало да реагира. Ајде вие најдете заедницата на станари да стави шахта на тротоар. Тоа е невозможно. Да биде сите коментираме и никој не потегнува. Добронамерни граѓани ставиле неколку прачки преку шахтата за да биде повидлива, но тие дополнително ја маскира и беше како стапица за диви свињи и за лисици. Замислете некоја млада госпоѓа, жена со неколку годишно дете кое што трчка покрај количка, во количката вози бебе. И тоа дете си трчка напред, знаете, такви сцени секојдневно гледа и пропаѓа во шахтата. Можноста да умре, да загине е голема, или да скрши рака, ребра, рамо, нога е голема. Дали ние треба да оставиме некој да настради, отпосле да кажеме ова требаш нека не ве обесхрабрува сеирџиството, бидејќи се покажува сеирџиството, го има онаму каде што нели. Продолжувам благодарение на силната поддршка од медиумите, сите сериозни медиуми без исклучок даваат голема поддршка на моите активности. Тешка е да проценете каде е границата, што е за објавување, што не е, бидејќи јас сум жив човек, понекој пат постапувам малку поемотивно. Јас кога отидов, кога видов таа шахта, ние едноставно тоа е недозволиво на тротоар спроти Скопјанка, каде што има огромна фреквенција на луѓе. Каде што имаме луѓе возат велосипеди, тротинети, електрични тротинети, моторчиња помали и така натака. И јас кога видов состојбата на Илија Бојаровски, кој што е моја верна сенка, реков
вклучи го телефонот, снимив мизива кој што објавивме во нашата Вибер група. Ние не одржавме пресконференција за 1 час. Знаете што се случи? Шахтата беше затворена. Ако јас јавно не реагирав, мислите дека шахтата ќе беше затворена? Не, сигурно дека не. Па потоа ни стигнаа уште еден куп пријави за шахти кои што ги исто така со укажување до надлежните институции ги затворија, плашејќи се дека јавно ќе реагирам. Не, одличен сте си вие во тој дел, така, и воопшто да не се обезграбрувате, и тоа е вака како генерална оценка и меѓу останатите новинари дека е одлично она што го правите и меѓу и еден сте од ретките што алармирате за такви некои ми се заблагодаруваат за овие активности. И тоа ме охрабрува да ги продолжам дури и по цена да бидам предмет на исмејување во одредени кругови. Мала е таа цена кога знам дека спасувам животи на луѓе. Апсолутно, и кога се делува превентивно. Ангелов, при крај сме речиси на времето предвидено за нашиот разговор. Еве сакав и како председател на Достоинство партијата да ве прашам, се зборува за една изборна единица. Дали би поддржале, не би поддржали, вие сте дел од владеачката коалиција предводена од ВМРО ДПМН, која на некој начин тоа го услови, тие измени во изборниот закон ги услови и со гласање на диаспората. Па јас верувам дека во ВМРО ДПМН, почнувајќи од премиерот до стручните тела кои што ги има во партијата, знаат добро зошто бараат вклучување и на нашата, како ќе наречеме, на луѓето кои што се во странство. Така, диаспора се. Диаспора е некако, па знаете, диаспора е малку... Нашите иселеници, не знам како. Иселеници, мигранти. Да. Не се мигранти, иселеници, не, па имаме и такви како. Да, има луѓе кои што се типични мигранти, мигрирале, побегнале од овде и останале да живеат. Но како и да е, јас ја поздравувам идејата Македонија да биде една изборна единица. На тој начин ќе можеме сите со своји програми да излеземе пред граѓаните. Но суровата реалност е дека во државата на политичкиот простор има место за две големи македонски партии, две големи албански партии или еден голем блок кој што сега се стана партија во албанскиот блок. Може да опстојат уште неколку, можеби средни партии, но сите тие се со краток живот. Јас веќе доста долго време сум во политика и ќе ве потсетам на НСДП на Тито Петковски, која што беше силна партија, без малку 10 пратеници. Потсетам 5, 6, 10. 6, мислам, или 7 дека имаше помогна да се формира владата на Никола Груевски. ВМРО НП, кој што исто така имаше на почетокот 5, 6, 7 пратеници, партијата на Љупчо Ѓурѓиевски, еве сега знам на Максим Димитриевски, кој што исто респектабилна сила. Но потоа останале со по еден пратеник. Демократска алтернатива на Васил Тупурковски од 97-8 година, кој што освои уште повеќе во коалиција со тогашното ВМРО. Но видете, сите партии тие се појавуваат и после известно време ја губат својата моќ. Тие опстојуваат како партии до денес и ВМРО НП и НСДП и либералната партија, ЛДП се поделија, но генерално суровата политичка реалност е дека во државата има простор за две големи партии, односно две големи коалиции. Така, не верувате дека и ова една изборна единица и еве и при промена на прагот нели на цензусот, дека нешто би придонесло да дојдат до израз и помалите условно речено партии? Кога би немало долен праг. Еве јас сум сигурен дека ние како една мала политичка партија Достоинство, која што едва и обстојува, и ние мислам дека би освоиле еден пратеник, затоа што имаме толку гласачи, имаме толку граѓани, најмалку. Кога граѓаните би знаеле дека нема праг и би знаеле дека постојат реални шанси, еве јас или некој Достоинство, некој командант кој што учествува во војната во 2001 година, може да влезат во собранието, тогаш би биле помотивирани да гласаат за нас и може и да изненадиме. Но не сум сигурен, не би се кладел. Со тоа што да напоменам дека и во овој момент во парламентот имаме еден бранител, би рекол и топ бранител, тоа е генералот Ковачки, кој што беше припадник на волците на специјалната единица, извршуваше и други високи должности во армијата, и генералот Павле Арсовски, кој што исто така доаѓа од волците, беше командант на волците. Така што во овој момент во Македонското собрание имаме двајца македонски армиски генерали, иако на генералот Ковачки му го спореа чинот, односно му беше, мислам, неправедно одзеден, но имаме двајца припадници на бранителите, учесници во 2001 во собранието. Ако на тоа додадеме јас како директор на ДЗС, генерал од полиција, генерал Зоран Јовановски, директор на КПУ Идризово, кој што исто така беше и
поставен од претходната влада, но и оваа влада го задржа на таа позиција полковникот Бобан Утковски, кој што е директор на затворот Скопје. Можам да кажам дека сега со владата на ВМРО ДПМН климата е променета, односно има, би рекол, десетина високи полициски старешини кои што се наоѓаат на високи позиции во државата. Така, Ангелов, дојдовме до крајот, до времето предвидено нели за разговорот со вас. Благодарам што вака изнесовте доволно информации, јас мислам и за нашата јавност, дека иако ертракторите се уште не е завршено сервисирањето, се надевате и очекувате тоа да биде завршено до стартот на таа непопуларна сезона на пожари и дека ќе обезбедите доволно тимови експедитивни за, не дај Боже, да не очекуваме некои поголеми катастрофи од тој. Да не заборавам да кажам, верувам дека гледачите знаат дека на располагање имаме и полициски и армиски хеликоптери, не се само ертракторите. Хеликоптерите си имаат своји предности. Так. Тие може да летаат пониско и може да бидат исклучително прецизни. Ако има близок извор на вода, може да бидат многу фреквентни. Значи за неколку минути да истурат по едно ведро вода. Со тоа што последните години користиме пластични базени кои што ги местиме до некоја река, до некој поток каде што има доволно вода со пумпа да се полнат, за да хеликоптерите полнат вода, оние помалите полициски директно од нив и на тој начин добиваме фрлање на водата директно врз огнот. Поздрав до сите македонски херои, до сите пилоти, но и до сите пожарникари. Така, благодарам уште еднаш. Ние одиме со кратка пауза почитувани, па продолжуваме со предвидените содржини.